Комисијата за финансирање и буџет деновиве расправа за предлогот за ребаланс на буџетот за 2025 година. Да поразговараме на оваа тема, со мене во студиото е пратеникот Жан Дрошанов од редовите на ВМРО ДПМН. Добро дојдовте. Добар ден. Добро најдов. Реков во почетокот дека деновиве се расправа за ребалансот на буџетот за 2025 година и во комисијата можеме да слушнеме различни ставови, политички и преце и други. Вака по-конкретно да поразговараме, ке имаме, се разбере, и пратеникот од опозицијата и да го слушнеме и нивниот став. Зошто се носи ребалансот? Вака сега, точно минатата недела на 2 јули започна комисијската расправа по ребалансот на буџетот за 2025 година. Општата расправа на ребалансот е поднесен од владата на Република Македонија на предлог на Министерството за финансии. Општата расправа заврши. Од вчера почнува амандманската расправа. Имаме поднесено 226 амандмани од опозицијата. Ќе ги разгледуваме во тековниот период. Имаме предлог ребаланс на буџет за 2025 година, поднесен на предлог од Министерството за финансии. Значи се донесуваат измени и дополнувања со цел да се изврши прераспредела на финансиски средства помеѓу буџетските корисници. Тоа е неопходно доколку знаеме дека во тек на една фискална година, кога имаме реализација на некој буџет, нормална работа е да имаме потреба од негов ребаланс или измени и дополнувања. Конкретно, овие измени и дополнувања во ребалансот за 2025 година на буџетот се однесуваат на незначителни прераспределби на финансиски средства, па така измените и дополнувањата не отстапуваат драстично или сериозно од првичните проекции. Па така имаме задржување на буџетскиот дефицит, а односот помеѓу приходите и расходите со ребалансот не отстапуваат многу од првично планираните со основниот буџет, па можеме да кажеме дека Министерството за финансии добро го испланира основниот буџет, бидејќи измените и дополнувањата не отстапуваат драстично од првите проекции, па затоа останува и буџетскиот дефицит на едно исто ниво. Значи, да резимираме дека овие измени и дополнувања ќе направат прераспределба на финансиски средства по буџетските корисници таму кај што најмногу ќе бидат потребни за да помогнеме на граѓаните на Република Македонија. И што по-конкретно добиваат граѓаните? Дали тоа се по големи пензии, по големи плати? Кај се врши најголемата прераспределба? Така. Па со овој ребаланс на буџетот за 2025 година треба да потенцираме дека се зголемуваат приходите за 3,5 милиарди денари и доаѓаат на ниво од 362,4 милиарди денари вкупно. Расходната страна се зголемува исто така за 3,5 милиарди денари или на вкупно ниво од 403,7 милиарди денари. Со овој однос од зголемување на приходите и расходите од 3,5 милиарди денари останува буџетскиот дефицит на исто ниво од 41 милиарда и 350 милиони денари или 4% од бруто домашниот производ, со тенденција за во наредните години да успееме да го намалиме овој буџетски дефицит и да стигнеме до посакуваната стапка од под 3%. Со ребалансот се обезбедуваат финансиски средства за пензионерите. Износот е околу 2,5 милиарди денари, се обезбедуваат исто така финансиски средства за покачување на плати. Износот околу 800 милиони денари, тука пред себе го спомнал покачувањето на платите во Министерството за внатрешни работи, кој е предвидено од 10%, и многу други финансиски средства, како што се, например, 300 милиони денари за невладините организации кои ќе вршат услуги за изнемоштени и стари лица. Имаме предвидено и 300 милиони денари за зголемување на капиталните инвестиции, што е сериозна одлука, сериозна прераспределба, бидејќи сега капиталните инвестиции доаѓаат на ниво од 47,5 милиарди денари, што е сериозен износ и со кои средства ќе се финансираат сериозни капитални инфраструктурни проекти, како што се проекти капитални во образованието, во здравството, исто така во земјоделието. Ќе имаме и патна, железничка и комунална инфраструктура и исто така и финансирање на рурален развој. Со ребалансот исто така се предвидува да се обезбедат и 2 милиарди денари за
продолжување за завршување на проектот факултетот Финки и ФФК, како и Мајка Тереза комплексот да заврши. Исто така се обезбедуваат и ваучери од по 250 евра за секој студент, така да 55 илјади студенти ќе добијат техничко помагало. Се реактивира проектот Купи куќа за млади, кој се зголемува за 111%. Се обезбедуваат исто така и 307 милиони денари за локални патишта, 307 милиони денари за 120 автобуси, се зголемуваат и над 80 милиони пари за спорт, 738 милиони денари имаме повеќе за високо образование и околу 126 милиони денари за образование. Како гледате на амандманите на опозицијата? Они предложи околу 160 амандмани. Имавме еден пратеник од опозиција кој на говорница испадна со розови очила. Така е, да. Како гледате на нивните амандмани? Па вака, секој нели има право и тоа е добро за демократијата да се поднесуваат амандмани. Секако дека некој ребаланс, па дури и основен буџет не е фиксен, нели мора да имаме расправа по него, меѓутоа да бидат амандманите конструктивни и реални. Имаме точно, вкупно кажав 226 амандмани, 160 од опозицијата. Можам да кажам, по тоа што почнавме вчера првиот ден од амандманската расправа, ги разгледав амандманите и мислам дека имаме дел од овие амандмани нереални, имаме дел од амандманите кои се популистички и што е забележително за мене, имаме амандмани, замислите, поднесени за проекти кои веќе се реализирани со првиот и вториот јавен повик на владата на Република Македонија за финансирање на капитални инфраструктурни локални проекти. И кога се очекува според вашите проекции да се усвои ребалансот на буџетот? Според она што го предвидува деловникот во собранието, по мое ќе имаме секако сериозна амандманска расправа и мислам дека би требало крајот на месецот, почеткот на август да привршиме и да го донесеме ребалансот на буџетот. Благодарам што бевте гостин во вестите на Собраниската. Ве благодарам на поканата.